Како клучни причини за поднесување на интерпелација за работата на Тевдовски се целосно неразвоен ребаланс на буџет за 2017 година, значително намалување на капиталните расходи, засилено и неосновано задолжување на граѓаните на домашниот пазар, зголемување на износот предвиден за задолжување на меѓународни финансиски пазари, непочитување на народните представници во Собранието на Република Македонија и манипулирање со економски податоци, параметри и индикатори. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија уште во периодот на разгледување на ребалансот на буџетот за 2017 година испрати голем број на апели до министерот Драган Тевдовски да се коригира и да го промени овој неразвоен и непродуктивен буџет. Имено со буџетот кој што го изгласа тенкото мнозинство се донесе буџет кој не гарантира никаков раст, туку напротив, ќе доведе до забавување на развојот на економијата, што може да доведе до целосна стагнација. Ребалансот на буџетот за 2017 година, кој што го предложи Тевдовски, е лош за граѓаните, лош за фирмите, лош за странските инвеститори, лош за домашното стопанство, лош за пензионерите, лош е за градежништвото, лош за студентите и младите лица. Генерално лош буџет за преостанатиот период од годината за сите претходно наброени категории, освен за луѓето кои веќе ги партизираат институциите, тоа се вработуваат како резултат на нивното дејствување за потребите на Социјалдемократскиот сојуз. За само 70 дена министерот за кратење и задолжување Тевдовски успеа да го задолжи секој македонски граѓанин за нешто над 3100 денари, односно 50 евра, на дневна основа министерот ја задолжува Македонија за 1.471.104 евра.